Општина Кавадаци во своите надлежности како обврска ги има и реализацијата на детските игралишта и поставување на урбана опрема на територијата на општина Кавадаци. Таа обврска се реализира преку сектор за урбанизам, комунално уредување, сообраќај и заштита на животна средина и како сегмент постојано го водиме секоја година. Во периодот од настапувањето на градоначалникот Митко Јанчев до сега имаме неколку пати зголемување на инвестициите во делот на инвестирањето на овој сегмент и заради тоа и очигледно и евидентно е дека во општината е подобрена состојбата со детските игралишта, се уште се инвестира на поголем дел од постоечките и изградба на нови детски игралишта заради подобрување на условите за децата, бидејќи они ни се најважни во општеството и за нивен правилен развој и сегмент кој што во иднина ќе допринесе за развој на целото општество. Од тој аспект имаме превземено доста активности, подетално ќе ви информира советникот за урбанизам при секторот, во делот на надзорирањето и планирањето на изградбата на детските игралишта и поставувањето на урбаната опрема на територијата на општина Кавадарци. Значи за 2020 година изведовме неколку детски игралишта. Значи 3 детски игралишта, од кои што 2 беа ново планирани, а извршивме реконструкција на едно веќе постоечко. Значи ново планирано детско игралиште беше кај Белка зградите, значи таму извршивме оградување, поставивме гумена подлога и поставивме дрвени детски реквизити. Поставивме дрвени детски реквизити се со цел да ја поттикнеме свеста на граѓаните за поодговорен однос кон животната средина, како и да се мотивираат за поголема заштита на животната средина. Исто така ново планирано детско игралиште имавме на улица Киро Спанџов. Значи и таму извршивме оградување со метална ограда, поставивме гумена подлога и исто така поставивме дрвени детски реквизити. Реконструкција се изврши на детското игралиште на 16 јуни. Значи таму само го оградивме и поставивме гумена подлога. За овие 3 детски игралишта од буџетот на општина Кавадарци се одвои 1.576.046 денари. Во 2020 поставивме и соларни и паметни клупи низ градот на неколку локации. Значи поставивме 5 паметни клупи кои што беа одвоени од буџетот на општината. За нив одвоивме од буџетот 278.775 денари. Значи поставивме на паркот на 12 ваташки младенци, на кеот на реката Луда Мара, на спортската сала Јасмин, на Моклишкото езеро и на градскиот парк Љупчо Шкартов. Исто така имавме донација од Дрекслер Мајер, имавме 4 паметни соларни клупи и нив ги поставивме на плоштад Маршал Тито, на црквата Света Петка, на старата автобуска и на паркот на Револуција. Исто така поставивме и обични клупи, поставивме 100, за нив беше одвоен буџет од 396.834 денари и 100 корпи за отпадоци, а за нив беше одвоен буџет од 597.080 денари. За 2021 година, значи планирани и во тек што ќе се изведуваат, се испланиравме 150 клупи и 150 корпи за отпадоци. Значи за клупите од буџетот на општината беше одвоен 1.243.838 денари, а за корпите беше одвоен буџет од 877.212 денари. За 2021 година имаме во план реконструкција и исто така и едно ново планирано детско игралиште. Значи 8 детски игралишта ќе извршиме реконструкција и тоа на детското игралиште на булевар Никола Минчев,
кај Пикасо, значи таму ќе поставиме гумена подлога и неколку дрвени детски реквизити. Таму нема да има потреба од оградување. Реконструкција ќе се изврши на детското игралиште во населба Бел Камен. Значи таму ќе поставиме само гумена подлога и ќе ги обновиме детските реквизити кои што се веќе постоечки. Реконструкција ќе се изврши на детското игралиште на булевар Цветан Димов. Значи таму исто ќе поставиме гумена подлога и дрвени реквизити и исто така ќе ги обновиме постоечките детски реквизити. Реконструкција ќе се изврши на детското игралиште во населба Глишич. Значи тоа игралиште ќе го оградиме со метална ограда, значи исполна со биговано плетиво. Ќе поставиме гумена подлога, ќе ги обновиме постоечките кошови и ќе поставиме неколку дрвени детски реквизити, значи дрвена лулашка, клацкалка и ќе ги обновиме постоечките. Реконструкција ќе извршиме на детското игралиште на улица Црноречка. Исто така ќе го оградиме со метална ограда, ќе поставиме гумена подлога и исто така ќе поставиме дрвени реквизити и ќе ги обновиме постоечките. Реконструкција ќе се изврши на детското игралиште на улица Ѓоре Брушански. Исто така оградување, поставување на гумена подлога и обновување на детските играчки, исто така и поставување на нови. Реконструкција ќе се изврши на детското игралиште во село Дреново. Значи исто така ќе го оградиме, ќе поставиме гумена подлога, исто така имаме предвидено нови детски дрвени реквизити и ќе ги обновиме постоечките. Реконструкција ќе се изврши на детското игралиште во село Возарци, значи во училиштето. Таму ќе поставиме дрвени реквизити и ќе ги обновиме постоечките. Ново планирано игралиште за 2021 година е во населбата Рајко Жензифов. Значи тоа игралиште ќе биде испланирано е и ќе се изведи во средното општинско училиште Кирос Панчев Брко. Значи ќе го оградиме со метална ограда, исполна од биговано плетиво, ќе поставиме гумена подлога, дрвени детски реквизити од кои што ќе бидат поставени дрвена лулашка, клацкалка, лулашка за гнездо, комбинирана лулашка, ѕид за качување, држ за велосипеди, а влезот ќе биде отворен од улица Шишка. Значи за овие 9 детски игралишта од општинскиот буџет беше одвоен 7.107.559 денари. Ги изведоа во 2020 изведувач беше Метал Апостолов, исто така оваа година е повторно Метал Апостолов. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.